До крајот на годината ќе траат анализите од добиеното производство на експериментално засејаните површини со турски сорти орис. За сега, се уште е многу рано да се каже колку е успешен опитот што се реализира во соработка со Турската агенција за соработка и координација ТИКА и со Институтот за орис од Едрене. Се очекува конечните резултати од испитувањата да бидат објавени во почетокот на јануари. За сега е утврдено дека вегетацијата на растенијата завршила според очекувањата, односно 15 дена порано во однос на стандардната и најзастапена сорта Сан Андреа, што сега се сее во регионот. Во Земјоделскиот институт во Кочани во тек е жетвата на парцелите што се одвива рачно и посебно за секоја сорта во опитот. Секоја од сортите посебно се пренесени во магазинот, каде што сега сме во фаза на вршење на опитот. Потоа следи веење на истите и дури од тогаш ќе можеме да го мериме приносот на зрно, како и да го добиеме приносот на бел орис, односно рандеманот. Значи се уште сме во фаза на жетва и на вршидба. Лабораториските истражувања не се отпочнати, дел се отпочнати со мерење на снопјата кои што се земени по квадратна метода и од двата опита, и од демонстративниот опит, и од опитот рандомизиран блок систем, и моментално, како што не затековте во лабораторија, вршиме мерење на тежината на снопот, односно тоа е тежината на сламата и зрното. Со воспоставувањето на турско-македонската соработка во производството на орис, на кочанските полиња беа насадени површини со 15 на турски сорти. Стручните лица од Институтот за орис од Едрене, кои неодамна го посетија Кочани, рекоа дека нивна оценка е оти експериментот е 100% успешен, заради што најавија продолжување на проектот со неговата втора фаза, што ќе почне да се реализира од почетокот на идната година.